Стојанка Андонова од Струмица конечно доби покрив над глава. Таа е една од 9-мината на кои акционерското друштво за изградба на стамбени деловен простор им додели стан. Среќата, радоста, насмевката не можеше да ги сокрие од своето лице. Со неверување го прими клучот бидејќи конечно има свое собствено катче. Благодарност многу до владата, значи што ми го реши стамбеното прашање, презадоволни. Имах поднесено документи до стамбени прашања. Дали чекавте многу? Не, за краток период. Станот во кој ќе живее Стојанка е комплетно опремен со нова кујна, бела техника, спална и трепезариска маса. Ова опремување е со основна цел – дополнително финансиско олеснување на лицата кои ќе ги користат становите. Дополнително олеснување представува тоа што освен доделување на такви станови, децата, односно лицата кои што спаѓаат во оваа категорија на граѓани, добиваат финансиско олеснување со тоа што истите тие станови се доделуваат со мебел и со бела техника. Од мебел значи има спални соби, има гарнитури, седечки, столици, маси, клуп маси, а додека пак од бела техника има фрижидери, шпорети, куински елементи, со тоа што значи се помага дополнително финансиски нови лица и со самото добивање на тие станови веднаш може да бидат вселени. Сите оние слободни станови кои што се останати трите во Гевгелија, во Радовиш и во Струмица се уште на доделување, на тој начин што сите заинтересирани лица кои што си го немаат решено своето стамбено прашање може да си поднесат барање до Комисијата за стамбени прашања. Комисијата активно ги разгледува тие барања, односно нема период од до кога трае тој оглас, значи активно кога сакат си ги поднесуваат барањата и на тој начин си го добиваат, односно си го решаваат своето стамбено прашање. Преку акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, досега во Струмица, Гевгелија, како и во општина Радовиш доделени се вкупно 9 станови на деца без родители. На располагање останаа уште 3 стана кои се во фаза на доделување. За сега одреден број граѓани имаат поднесено барање до Агенцијата за стамбено прашање. Тие се разгледуваат и во најскоро време истите ќе бидат доделени, истакна Маџаров.